Добро вечер. Ослободителна пресуда за случајот Талир, кој што се однесуваше на изградбата на партиското седиште на ВМРО ДПМН, доби екс-премиерот Никола Груевски. Со одлуката паѓа и основата за конфискација на имотот кој што беше замрзнат во текот на постапката. Од Кривичниот суд појаснија дека пресудата е резултат на измените на Кривичниот законник, кои што влијаеле на битието на кривичното дело. Михајло Видимлиски. Ослободителна пресуда доби екс-премиерот Никола Груевски за случајот Талир 2, кој се однесува на финансирањето на изградбата на партиското седиште на ВМРО ДПМН. Со оваа пресуда паѓа и основата за конфискација на партиското седиште, имот кој беше замрзнат во текот на постапката. Ова е втора пресуда за предметот за кој во 2024-та Скопска апелација ја укина првата пресуда, со која Груевски беше осуден на 6 години затвор, а поранешниот владин секретар Кирил Божиновски условно. На тоа му претходеа измените на Кривичниот законник од 2023-та, како резултат на кој за Груевски имаше промена на обвинението, а делото против Божиновски застаре. Денешната ослободителна пресуда е резултат токму на измените на Кривичниот законник, образложи судијката Даниела Алексовска Стојановска. Инаку измените на Кривичниот законник беа донесени од тогашното мнозинство на СДСМ и ДУИ во собранието. Обвинетиот Никола Груевски претходно осудуван недостапен на органите на прогонот. Се ослободува од обвинение. Ваквата ослободителна присуда е исклучиво резултат на донесување на законот за изменување и дополнување на Кривичниот законник во 2023 година, а како директна последица на кој што беше и укинувањето на првостепената присуда во овој предмет, како што тоа го констатира и апелациониот суд Скопје во второстепената одлука во овој предмет. Груевски беше обвинет за злоупотреба на службената положба и овластување. Според обвинението, дело сторено со искористување. Со измените на Кривичниот законник имаше измена на обвинението, дека делото го сторил со пречекорување на своите овластувања. Но доказите останаа непроменети. Судијката Алексовска Стојановска образложи и дека обвинителството не понудило нови докази за да се утврди намерата. При постоење на истите докази, врз основа на кои судот претходно утврди дека е сторено предметното кривично дело со искористување на службената положба и овластување, цени дека при постоење на истите тие докази не се докажа надвор од разумно сомнение дека делото е сторено со друг вид на действија, односно со пречекорување на овластувањата и со неизвршување на службената должност. Случајот го отвори сега згаснатото СЈО во 2018-та, а потоа го презеде Скопското обвинителство. Но и за оваа пресуда странките имаат право на жалба, но конечната разврска известно е дека не може да се промени, со оглед на тоа дека предметот застарува за околу 1 месец. Никола Груевски е се уште во бегство во Унгарија, а во судница одлуката ја слушнаа неговите адвокати и представник на партијата. А Кривичниот суд ја објави пресудата во предметот против поранешната председателка на Државната комисија за спречување корупција Татјана Димитровска, изрекувајќи единствена условна казна затвор од 1 година за кривичните дела оддавање службена тајна и компјутерски фалсификат. Дејан Трајковски. Условна затворска казна од 1 година ако стори кривично дело во следните 3 години, доби екс-председателката на антикорупцијска Татјана Димитровска, откако беше прогласена за виновна за оддавање на службена тајна и компјутерски фалсификат. Судот како тежнителна околност го наведе тоа што делата ги сторила како председателка на една од најважните институции за борба против корупцијата, а ја компрометирала и државната безбедност и го изиграла системот за да добие највисок безбедносен сертификат, што на крајот и изрече условна казна. За сторените 2 кривични дела на обвинетата Татјана Димитровска се утврдува единствена казна затвор во траење од 1 година, па согласно член 48, 48а, 49 и 50 од КЗ, судот на обвинетата Татјана Димитровска и изрекува алтернативна мерка условна осуда, така што утврдува единствена казна во траење од 1 година и истовремено се определува дека оваа казна нема да се изврши доколку обвинетата во рок од 3 години од правосудноста на пресудата не стори ново кривично дело. Предметните обвинители пак се задоволни што е докажана вина, а по однос на казната посочија дека очекувале ефективен затвор. Најавија дека дополнително ќе се признесат дали ќе поднесат жалба до апелација. По однос на видот и висината на казната, определена од страна на судот по однос на овие двајца обвинети, обвинителството ќе го почека писмениот отправок на пресудата и веднаш потоа ќе донесе одлука
дали ќе поднесе жалба. По однос на ослободителниот дел, обвинителството не е задоволно. Во тој дел, обвинителството секако дека ќе поднесе жалба. Обвинителството смета дека апсолутно со презентираните докази докажа надвор од разумно сомневање дека обвинетата Билјана Петровска-Мантева го сторила кривичното дело одавање службена тајна. И условната казна представува неуспех, порача адвокатот на поранешната антикорупционерка Владимир Туфекџиќ. Тој веќе најави жалба до апелацијскиот суд со цел, како што кажа, да се докаже невиноста на Димитровска. Јас сметам дека не е остварено законско битие на кривичните дела кои се стават на товар и мислам дека оваа пресуда добива примеси дека е изнудена под притисок на јавноста, така да се надевам дека аргументите на одбраната внимателно ќе ги разгледа апелациониот суд и ќе донесе правилна и законита одлука. Второ обвинетиот, ревизорот Миле Столевски, кој го полагал безбедносниот сертификат во име на Димитровска, доби исто така условна затворска казна од 6 месеци. Единствено ослободителна пресуда доби Билјана Мантева, обвинета во случајот дека му оддавала службени информации на Небојша Стојановиќ, поранешен директор на ТЕЦ Неготино и обвинет во предметот адитив. Судот оцени дека Стојановиќ во тој период не можел да се смета за неповикано лице, бидејќи бил директор на институцијата. Што се однесува до Мантева, обвинителството децидно најави дека ќе се жали пред апелација. Евроамбасадорот Михалис Рокас изрази надеж дека многу работи за македонските евроинтеграции се случуваат зад очите на јавноста, повикувајќи ја земјава да го искористи европскиот моментум и наскоро да ги почне пристапните преговори. Сандра Спасовска. Очекувам Македонија да го следи примерот на 4 земји и кандидатки кои денеска во Брисел отворија или затворија поглавја и кластери и да го искористи расположението за проширување во Унијата, рече ЕУ амбасадорот во земјава Михалис Рокас, прашан која е неговата порака за Македонија, чиј почеток на преговорите е условен со носењето на уставните измени. We press the accelerator and the 4 countries involved are going very fast. So we really do hope that North Macedonia will very soon be able to start the accession negotiations. Once this happens, the whole momentum changes and I am convinced that you can catch up very fast. По денешниот исчекор на преговорите на Украина, Молдавија, Црна Гора и Албанија, лидерот на опозицијската СДСМ Винко Филипче повторно упати низа критики до владата за незините политики поврзани со европскиот напредок на државата. Вчера имаше средба во Париз по повод Националниот ден на Франција и таму на местото каде што се собрани сите европски лидери. Ние сме представувани од вице-премиерот Беким Сали. Немам никаква забелешка во протоколарниот дел, но дали е ова вистинско однесување на еден премиер на држава? Да не биде присутен на местото каде што се собрани сите европски лидери, на едно место кај што може да ги искористи, да се бори за државата, тој избира да не оди таму. Во однос на исполнувањето на реформската агенда, чиј рок истекува утре, а изборниот законник и натаму е во ќорсокак, Рока се оптимист дека и последната реформа може да се донесе во последен момент. Тој рече дека има информација од и координаторите разговараат на дневна основа и дека се надева дека ќе се постигне консензус. Груба политизација и напади врз владењето на правото. Вака председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски го оцени протестот на ДУИ поради одлуката за преименување на улиците во Тетово. Порача дека судот одлучува исклучиво според Уставот и законите. Ивана Стојановска. Груба политизација со апсурдни и безсмислени напади упатени кон Уставниот суд. Вака првиот човек на Уставен, Дарко Костадиновски, го оцени протестот организиран од ДУИ поради преименувањето на улиците во Тетово, кои беа укинати со одлука на судот. Порача дека ваквите протести се насочени против владењето на правото, а нападите од партиите за работата на судот, кои како што посочи Костадиновски траат од почетокот на неговиот мандат, ги смета за комплименти. Вели дека тие се доказ дека Уставен добро си ја врши работата. Порача дека судот ја донел одлуката за преименувањето на улиците во законски пропишана постапка. Што е политичка одлука, да речеме во ред е одлуката.
на општина Тетово. Па ние утре имаме 80 држави во државава. 80 општини ќе речат, Уставниот суд има пракса, он вика, не треба законски те услови да бидат исполнети за улиците и во град, и училиштата и во град Скопје, и во Чаир. Како тогаш Уставниот суд рекол, не поведува постапка. Зашто? Затоа што е запазена законската процедура. Тогаш што сум бил проалбанец? На еден од тие предмети ја бев судија известител. Што бев тогаш? Проалбанец, ама сега за Тетово сум антиалбанец. Уставниот суд, како што најави Костадиновски, наскоро ќе разгледа иницијативата за намалените плати на јавните обвинители. Според него, нивните примања треба да бидат усогласени со нивниот статус, обврска и должности. А за ниската доверба во правосудството, Костадиновски прстот го впери во дел од обвинителите и судиите, но и во извршната власт и нејзината, како што рече, супериорна надмоќ над другите власти, како и во ниската политичка култура. Мој личен став е, не кажувам за судот, мој личен, како Дарко Костадиновски е, дека со децении наназад во оваа држава сме имале супер надмоќ на извршната власт врз сите други власти. И таа аномалија, која веќе ја имаме децении, со децении, нус продуктите од таа аномалија ги сведочиме денес. За начините на зајакнување на довербата во правосудството ќе се разговара и на меѓународна конференција на Балканскиот форум на уставни судии, со кој во изминатата година председава Македонскиот уставен суд, а на која ќе бидат споделени искуствата од над 30 земји. Тоа беше се. Пријатно.